Добро вечер. Бидејќи времето не е добро, врне, дома не се седе, досадно ми е и сакам да си направам едно видео. А видеото што може да биде друго, освен мој омилен спорт, борењето. Сакам да направам една споредба и да споделам некои докази и факти каква е била некогаш силата на Балканец на државни првенства, на изборни првенства, каква конкуренција била и какви силни борачи имало. Ќе тргнам со ред. Прво ќе одам на екипата која била вака. Вика велтер категорија. Еве дека е велтер. Велтер категорија. Ристов Стојан, Балканец, Атанасов Томе Балканец, Маринков Балканец. Тоа е било, не знам тука 70 и која година е била, не можам да се сетам. Значи, у една категорија са биле троицата. Покрај тоа што имало другите клубови, али тоа са биле најсериозните кандидати. Сега тука што е интересно да потенцирам. Столи си оди у велтер во неговата категорија. Добре Маринков качува се горе у неговата категорија, иначе он е доле по ниската категорија. А Томе Атанасов од потешката категорија симнува се кај Стојан Ристов. Значи, троицата од Балканеца кандидати за прво место. Ако си добро одеш у неговата категорија и Томе Атанасов у неговата, ќе си земеа први места, ама они дојдоа тука за да му земат на Стојан Ристов, да го симнат од пиедестало, да не биде прв, да му земат местото у неговата категорија. Столе беше лут тогај. Аз не водија како деца гледааме ние. Тога имаше еден обичај, младите тие што бееме борачи понадежни, што гледаа у нас дека ќе бидеме некои борачи, не водеа на такви првенства кои има. Качат не у коли, у комбиња, не знам тај како се викаше ден, тие се умрени, се стари луѓе се па чаврали го викаа, не знам, комбе имаше, у комбето не натоварат и ние да гледаме околу тоа душеците седнеме и гледаме. Столе беше многу лут на тај потез што го направија неговите колеги од клубот Балканец. И почне борбата прво со Добре Маринков. У борбата, нели, тоа не е намерно, него тоа има тамо финти, тие трзаи, потези, мрдне со главата, скрши му вилицата на едењо, на други исто така фанат се да се борат со главата у борбата, у ребрта, скрши му ребрта и двојцата ги повреди, стана си прв. Столе зема прво место, еве пишува си тука убава Стојан Ристов. Еве сега ќе го покажеме па тоа. Еве го велтер да видиме дека еве го Стојан Ристов. Велтер Стојан Ристов. Балканец Атанасов втор и Маринко Бидел трет. Сега тоа завршува, значи одеме на другата случка исто така за Балканец, кажува колку е бил Балканец силен, колку е силна екипа имал и колку е имал борачи за 3 клуба да позаеме. Тоа беше у Штип, многу може се сеќават, у Джексон се одржуваше изборен шампионат и у една категорија, тоа е на 74 килограми, еве ги 74 килограми, Стоилов прв, Санде Коцев втор, Киро Ристов трет. Што се деси тука? И Столе Ристов беше тука оваа категорија.
Првата борба се паднаа да се борат Стојан Ристов и Киро Ристов, бракета. Една тешка мачна борба, една силна борба, ама Столи изгуби. Изгуби Столе на лути, се зема си торбицата и избега од борењето. Не се бори натака више. Останаме јас, Киро и Методи Стоилов. Ние бееме сигурни дека тука титулата ќе остане у Балканец на 74 кг, ќе земе од Балканец борач, или Киро, или Столи, или јас. И што се деси тука? Јас го тепа Методи Стоилов, Стоилов го тепа Киро, Киро ме тепа мене. И испадна, ние му дадеме титулата на Методи Стоилов од Спартак од Кочани. Јас стана втор, Киро Ристов трет. Значи, тројца, четворица Балканец е имал у категорија што е можел секој еден од нив да биде прв. Тоа са тие работи, сакам да ги потенцирам и да направам едно мало видео, да има да си најдам нешто работа. Благодарам.